Овака, да преминеме, господја Ласовска, колешка Ласовска. Значи, на повеќе наврати имаше процедурално. Ама немојте вака, навистина, што паро за Нема тргнемо тука. Зекирки ми кажува на мене. Не. Господја Ласовска. Колку? Благодарам, председателе, бидејќи бев прозвана, немав намера да се јавувам на процедурално, затоа што очекував мојот предлог да биде ставен на гласање како што е и редот, но ете се јавен бивш представник, член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, ничим изазван, па почна да кажува за навреди на достоинство, на не знам што, и морам да коригирам наведен став дека сум повикувала на, како рече, не знам, локални референдуми, што е апсолутно неточно, да му порачам на господин, не знам дали е господин, дека повикав во објаснувањето дека ставовите на председателот на државата имплицираат и друго нешто, и завршувам тука. Да, и ние го браневме вака. Која беше член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, и ние вака го браневме. Океј. Да. Кога се работи за навреда и на достоинството, нема поголема навреда на достоинството на македонскиот народ, да ги понижиш оние кои што те гласале да бидеш пратеник, да ги излажеш оние кои што те гласале да бидеш пратеник, да го излажеш македонскиот народ и насила да му го смениш името на древниот македонски народ. Тоа го направи овој што говореше за достоинство и гордост. Немам друго што да кажам и немам воопшто повеќе намера да му реплицирам на господинот кој што претходно некакви, не знам какви говори држеше, неодржливи, држел он говори. Зборувал и ветувал на македонскиот народ. Во штабот влегувал многу повеќе од мене. Бил член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН. Го лажел македонскиот народ дека нема да го менува името. Не само што го смени името, туку ја смени и страната. Па вака ревносно кога ги бранеше ставовите на ВМРО-ДПМН, сега ги брани вашите ставови. И што мислите вие какво достоинство е тоа? Народот цени, не јас.